И денес продолжуваме со останатиот дел од книгата на пророкот Авди и читаме од 15 стих. Отворете книга на пророк Авди и ќе читаме од 15 стих, каде што го пишува следново. Зашто денот Господов за сите народи е близу. Како си правил, така ќе ти се прави. Од платата ќе падне на твојата глава. Оти како што пиевте на мојата света гора вие, така ќе пијат вино сите народи, ќе се препиваат и ќе слегнат и ќе бидат како никогаш да не биле. Но на гората Сион ќе биде спасението и ќе биде света и домот на Јакова ќе го добие своето наследство. Домот на Јакова ќе биде оган, а домот на Јосифа пламен, додека домот на Исава стрниште. Ќе разгорат над нив и ќе ги запленат и нема никој од домот Исавов да остане жив, зашто Господ така вели. Другородци ќе наследат гората Исавова и рамнината филистејска ќе го наследат и полето Ефремово и полето Самариско, а Венјаминовото ќе го наследи Галат. Заробената пак војска на синовите Израелеви ќе го наследи Ханан до Сарепта, а робовите од Ерусалим ќе ги наследат јужните градови во Сефар. И победниците ќе се качат на гората Сион за да исудат на гората Исавова и тогаш ќе биде царството Господово. Во првите 14 стихови од оваа книга Авди дава суд за Едом. Сетите, Едом е горделив, Едом ќе биде казнат. И некој пат, кога Бог суди некои народи, другите народи може да се речат, така име заслужија. Ама веќе во 15 стих вика, зашто денот Господов за сите народи е близу. Значи не е само, Бог го ќе го казни Исав, ние другите може да си седеме и да си гледаме. Не, Авди вика, ќе дојде време кога секој народ ќе биде казнет од Бог, доколку не се покае за своите гревови. И овој израз денот Господов е многу важен затоа што не се појавува само во книгата на пророкот Авди, се појавува и кај Амос, и кај, мислам дека тука имам запишано некои други пророци, Езекиел, Исаја, Софонија и Малахија. Пророците зборувале за денот Господов. Ден не на забава и на леле, ќе биде многу интересно, туку ден на суд. И овој израз, теолошки израз или старозаветен, како сакате кажете го, е израз кој што има две значења. Првото значење е дека денот Господов значи дека оние народи што го слушаат ова, за нив денот Господов е ден, односно период во кој што нивното царство ќе падне, ако не се покајат. И секое царство ќе падне, ако не се покајат. Колку царство имало низ историјата, големи биле, освојувале, на моменти изгледало дека никој не може да ги бутне и паднале. Денеска колку држави има во светот, кој што се збори таа држава е суперсила, таа држава е суперсила, овие толку вложуваат во оружје, овие толку вложуваат во не знам во нуклеарно оружје, што и да е, кој бил најсилен, дали американците или кинезите или русите, кој да е, и Божјото слово е сите ќе паднете еден ден, ако не се покаете. Колку сака нека се наоружени државите, колку сака нека се силни, секој народ кој што нема да се покае, секоја држава кој што нема да се покае, кога тогаш ќе го доживее Божјиот ден, Господовиот ден. И Господовиот ден е ден на правда, ден на суд. Иако не му се допаѓа на човекот да слуша за правда, за суд, ама кога тогаш Божјата правда ќе ги стигне сите. И вика, тука Авди вика, доаѓа Господовиот ден за сите народи, вика, како си правил, така и ќе ти се прави. Време во кое царствата ќе паднат. И ова пророштво, покрај другото, им било упатено нели на едомците, кои што биле горделиви и ги угнетувале своите браќа, и на вавилонците, кои што исто така го освоиле Ерусалим и убиле многу луѓе. Постојат ли денеска едомците како народ? Не. Бог се го исполнил својот збор. Постојат и вавилонците како народ, како таков. Имаат некои си потомци на Блискиот исток, ама како таков народ не постојат. Зошто? Бидејќи Бог си го исполнил своето ветување. И колку да се маеме ние во гради да викаме дека Македонија е библиска земја, ако Македонија не се покае, Божјиот суд ќе дојде и за македонците. Што ако сме запишани во Библијата? Голема работа. Колку народи се запишани во Библијата? Па никому ништо. Божјиот суд доаѓа за сите народи. Како си правил, вика, така ќе ти се прави. И тука не стана збор за карма.
Знаете, веруваат источните религии, веруваат во карма. Ако направиш лошо, одма лошо. Ако направиш добро, одма добро ти се случува. Тука стана збор за Божја правда. И таа Божја правда ги опфаќа народите како колектив, а исто така ги опфаќа и поединците, и мене и тебе. Господовиот ден доаѓа. И Господовиот ден исто така е израз кој што има едно малце поинакво значење, а тоа е значењето за крајните времења. И се сетите во Откровение. Вика дека еден ден, вика, мислам дека 20 глава беше Откровение, вика сите луѓе, се што било мртво и живо во тој момент, ќе застане пред Бог и Бог ќе им суди. Покрај другото и тоа е Господовиот ден. И како ќе суди Бог? Врз основа, вика, на нивните дела. Како си правил, така ќе ти се прави. И се ова не го порекнува спасението по вера. Мора да бидеме најасно дека. Нели, ние викаме дека ние веруваме во спасение само преку вера, не преку дела. Не заслужуваме ние спасение. Ама важниот момент во целава ситуација е дека ние не се надеваме на нашите дела пред Бог. Ние се надеваме на Христовото дело пред Бог. Кога ќе дојде ден Господовиот ден и за нас кои што сме тука, и за луѓето кои што се на улица, луѓето кои што се на улица ќе бидат судени врз основа на нивните дела. Ние викаме, Боже, моите дела се за никаде. И јас се надевам на Христовото дело. И Бог така се однесува кон нас, така не гледа врз основа на Христовото дело. Ако Бог се однесува кон мене врз основа на моите дела, немаше да стојам овдеке, немаше да зборам, наредно ќе бил во некој кревет во болница и ќе се борев за живот, бидејќи не заслужувам да живеам. Ама Бог вика, јас те гледам врз основа на тоа што Христос го направи за тебе и врз основа на тоа што ти ја полагаш таа надеж, својата надеж во тоа. И никој не може да избега од Господовиот ден. Никој не може да избега. Тука живееме во грешен свет кај што луѓе имаат пари, имаат врски и гледаме дека прават хаос во државата и никој пат не влегуваат ни во суд или ако влезат во суд само ќе ги помилуваат. Зошто? Бидејќи имаат врски, бидејќи се мокници. И народот се гневи и вика како бе гледа овие луѓето цела држава испокрадува, никој не влегува во затвор, никој не го казнуваат, ама Господовиот ден доаѓа. Човек можеби тука ќе може да избегне правдата. Ама Господовиот ден доаѓа. Некој пат некој кој ќе ни сгреши нас викаме, има Господ кој што е праведен, тој ќе суди, ама не сме свесни дека кога се повикуваме на Божјиот суд и на Божјата праведност, Бог кога доаѓа и кога суди праведно, не суди само на тој што ни сгрешил, туку на сите нас. Така да бидеме внимателни кога бараме Божјата правда. Бог ќе му плати на него. Бог ќе ми плати и мене, ако сакам Бог така да се однесува кон луѓето. Ама овде вика, доаѓа Господовиот ден и како си правил, така и тебе ќе ти се прави. Доаѓа ден во кој што во 3 стих се сеќавате пишува дека едомците биле горделиви. И доаѓа ден кога секоја гордост ќе биде порамнета. Знаете, гордост е ствари јас се дигам над другите. Некој пат дури се обидам се дигам над Бог. Јас знам, ја ќе се терам што има да ми кажуваат мене другите како да живеам, јас сум подобар, јас сум подухован, јас сум попаметен и така натаму. Господовиот ден е ден во која што секоја гордост, секој издигнување, секоја ричи и секоја планина, символички кажано, Бог ќе го поравни со булдожер. Без разлика дали стана збор за луѓе кои што се надвор од црквата или за луѓе кои што се во црквата, бидејќи ние сме склони кон гордост. Гордоста не е врзана само за едомците, гордоста не е врзана само за луѓето кои што не доаѓаат во црква. Гордоста е врзана секој еден ден ќе мора да се бориме секој еден од нас со гордоста. Некој пат ќе биде самоправедност, а некој пат е гордост. Не некој пат, туку секој пат е гордост, да кажам. Кога јас сум подобар од другите, јас знам подобро од другите, јас можам повеќе од другите, јас служам повеќе од другите, јас живеам посвето од другите, тоа е гордост. Некој пат навистина човек може да биде посвето и повеќе да служи од другите. Ама кога јас сум тој и јас го правам тоа, кога нагласокот е на мене, Бог вика тоа е гордост која што ќе поравнам за твое добро. Не затоа што немам попаметна работа, па сега ќе си играм со тебе, ќе те казнам или ќе те дисциплинирам. Гордоста ќе биде порамнета и тоа е секој пат за наше добро. И некој пат кога се зборува за гордост, ние знаеме се речеме јас не сум горделив. Кога речеме јас не сум горделив, најверојатно сме горделиви. Бидејќи сме горделиви на својата негорделивост. И тоа е повторна ситуација кај што треба да размислиме. Ако некој ми рече ако се зборува за гордост, јас викам не бе, јас сум понизен човек. Се фалиме со својата понизност. А секоја таква пофалба, по автоматизам пак води кон гордост. Еден од најважните зборови во Библијата е сврзникот но.
Многу е важно. Кога ќе го видите сврзникот ново во Библијата, најавува нешто поинаку од тоа што претходно се зборувало. Во 15 и 16 стих вика зашто денот Господов е близо до сите народи, ќе бидат казнети како си правил така се прави, вика како што пиевте вино, односно како што излевавте гнев врз други народи, врз вас ќе биде излеен гневот и така натаму. Ама 17 стих вика, но на гората Сион ќе биде спасението. Господовиот ден е ден во кој што многумина ќе бидат осудени. Ама Господовиот ден, исто така, е ден во кој што ќе се зборува и ќе има спасение. И тоа спасение, вели Авди, ќе биде на гората Сион, односно на планината Сион. И тука не станува збор за некој си секташко исчекување, ај са сите ќе одиме на гората Сион и ќе чекаме Господ ќе се врати и ќе не спаси. Мора да го толкуваме на символички начин. Во Еремија 31 глава 6 стих се вели: ајде додиме на Сион кај Господ нашиот Бог. И кога ќе земете да читате за Сион во Стариот Завет, ќе видите дека Сион многу често е символика за Божјото присуство, за Божјото пребивање. Значи не е спасението ќе биде на Сион, ајде сега да се фатиме сите на Аджилак, идеме во Ерусалим, бидејќи само таму е спасението. Не, Сион е слика, е символ за Божјото пребивање. И се однесува на Ерусалим, на областа на Ерусалим. Кај го распна Христос? Во областа на Ерусалим. Каде воскресна Христос? Во областа на Ерусалим. Од каде дојде спасението? Од гората Сион. Имаме навестување дека нешто ќе се случува на гората Сион, кој што ова ветување патем кажано е не е само за израелците, ова е за сите народи. Спасението за целиот свет, за сите народи, од кај ќе дојде? Од гората Сион. Областа каде што Христос умре и областа каде што Христос воскресна. Во 15 стих вика ќе им се суди на народите, во 17 стих вика народите ќе бидат спасени. И тука понатаму зборува за во 18, 19, 20 стих Авди зборува за Израел и како Бог ќе го обнови Израел и ќе го врати во своите предели. Мислам дека ова е толку голема тема што не треба да навлегуваме во неа, бидејќи ако навлеземе ќе ни треба денови и денови разглабање и дискусија што всушност се ова значи. Некои луѓе веруваат дека Бог веќе завршил со Израел, дека сега само ќе си има работа со црквата, други веруваат дека и црквата, и Израел се Божи народ и дека Бог си има планови и за црквата и за Израел. Ама ова што го ветува дека Бог вика домот на Јакова ќе биде оган, домот на Јосифа пламен, додека домот на Исава стрниште, ќе разборат и вика после и кажува како Бог кажува како израелците ќе се вратат на своите предели и ќе ја завладеат земјата која што им била земена кога биле однесени во робство. Таа земја од ден денешен израелците ја поседуваат, делумно ја поседуваат, ама интересното е тука што Бог најавува дека израелците еден ден ќе ги поседуваат и пределите кои што Едом ги имал во тоа време. Значи не само што ќе им биде вратено на израелците тоа што им било земено, туку ќе им биде и додадено. Кога, како, што ќе биде, никој од нас не може да знае. Ама генерално гледано како принцип, она што го кажува Бог во овие стихови, веруваме дека кога Бог го дисциплинира својот народ, тоа никој пат не е за секогаш. Туку е привремена дисциплина за своите гревови и после го обновува тоа што го имале они претходно. И она што е многу интересно е дека Бог многу јасно кажува дека израелците биле казнети, дека израелците биле дисциплинирани и он ги дисциплинирал израелците. И не се срами Бог да го каже тоа. Ама вика ќе ги вратам назад. Ќе ги вратам назад и ќе им го вратам тоа што јас го земав од нив. Само затоа што биле Божи народ, не значи дека Бог им прогледал низ прсти. Да, долго време ги трпел, ама дошло момент кога што рекол Бог, толку беше. До тука сте ми веќе. Толку многу ве сакам што нема да ве оставам вака. Ќе ве тргнам малце на страна, да се опаметите и после пак ќе ве вратам назад. И некој пат Бог дозволува ситуации кај што не трга на страна, работи на нас и после пак не враќа во нормала. Боли кога не трга на страна. Ама тогаш кога Бог не трга на страна од нормалата во секојдневието. Некој пат може би целава ситуација со пандемијава е тргање малце на страна и покрај другото и црквата да размисли до каде, што е и како е. И Бог нека ќе ве вратам во нормала. Ама пазете што сте научиле кога сте биле тргнати на страна. Дека тоа е многу важно. Бог покажал милост кон неговиот народ
ама покажал и правда кон неговиот народ. И Бог не се смилостивил преку делото на крстот и преку тоа што се случило на Голгота и преку воскресението, ама немате да мислите дека Бог нема да биде праведен со нас. Нема да не казни вечно за нашите гревови, ама тука ќе не дисциплинира за нашите гревови. Само затоа што сме христијани, немаме ние пропусница да правиме што сакаме во животот. Немаме пропусница ние да живееме горделиво, да речеме, ама јас му верувам на Господ. Израелците велеле дека веруваат на Господ, ама верувале на 300 други богови. И Бог вика, не може така. Не може така, ќе мора да се справам со се во ова. И тоа е тоа што го пишува во 18 до 20 стих, дека Едом ќе биде уништен. Вика, никој од домот Исавов, 18 стих, нема да остане жив. А тука, од 18 до 20 стих, 6 пати се зборува, се споменува зборот наследство, наследи или наследот. И цело време се однесува на Израел, дека Израел ќе го наследи тоа што го имал претходно. Израел ќе се врати на тоа што го имале претходно. Бог вели, ќе му го вратам на Израел тоа што му беше земено и неговите непријатели нема да го надвладеат. Туку Израел ќе ги надживе неговите непријатели. И колку непријатели има денеска Израел, пак ќе речем, не да влегуваме во геополитички мудрувања и така натаму, ама колку непријатели има Израел околу себе и никако да го уништат. Не знам што е работата, ама има нешто таму. Ама генерално гледано како принцип верувам дека ова пред се едната се однесува на Израел, ама верувам дека можеме врз основа на новиот завет да го земеме како некое учење или поука и за црквата, дека црквата нема да биде надвладеана. Црквата некој пат ќе биде дисциплинирана. Ама никој пат нема црквата да дојде таму кај што ќе нема и кај што светот ќе победи над црквата. Христос вели, јас ќе изградам мојата црква и вратите на пеколот нема да надвладеат. И во одредена смисла Едом во ова книга може да го земе како слика за светот, а Израел како слика за црквата. И светот многу често ќе се бунтува против црквата и ќе се обидува да ја уништи црквата. А Бог вика црквата се века живее во покаяние, а црквата, вистинската црква секој пат ќе живее во покаяние, никој пат нема да биде надвладеана. Ќе се врати на старото, ќе ја врати својата сила и црквата на крај краишта во Откровение гледаме дека ќе владее. Кој ќе владее на крај на светот? Црквата. Сега може да владаат многу други народи, многу други владетели, многу други држави, многу други мокници. А во крајна смисла ќе остане Бог и ќе остане неговиот народ. Секој кој што се крева против Божиот народ нема да помине лесно. Вие кои што сте биле дел од изградбата на црквата, кога се градела оваа црковна зграда, знаете, сте ми кажувале, ја не знам, колку луѓе се бунтувале против изградбата на оваа црква. Не може, нема да ви дадеме така натаму. Црквата ќе остане. Збориме претенација како тело, ама и градбата ќе остане многу подолго од тие луѓе кои што се бунтувале. Никој не може да ја надвладее црквата. Не затоа што црквата е силна, туку затоа што Бог е на нејзина страна. И зборам за вистинската црква, не зборам за сите оние кои што само се нарекуваат христијани. Оние кои што на вистина се надеваат на Бог, никој нема да си отидат од овој живот како губитници. Црквата ќе биде на победничката страна. Зошто? Откровението тоа ни го сведочи. Бидејќи верува во силен Бог, не бидејќи силна црква, не бидејќи ние во наши сили ние ќе победиме. Црквата се дека се надева на својот спасител, на својот Бог, ќе биде силна и ништо не може да надвладее. Едом ќе се крене против неа, Едом, нели символички кажам, светот ќе се крене против неа. Црквата во многу делови од светот денеска е прогонета и ќе дојде време кај што низ цел свет ќе биде прогонета. И Бог ветува ќе опстои. Ќе опстои на крај, зошто? Затоа што Бог е на нејзина страна. И ова не треба да не направи горделиви. Ние ќе победиме, вие ќе изгубите. Ха, жал ми е за вас. Ова треба да не направи сочувствителни за оние кои што се од светот. Понизни, да речеме, луѓе, дојдете тука. Доста одите во пат, бидејќи секој кој што живее во светот, секој кој што не сака да се подчини на Божиот авторитет, е тргнат на пат кој што нема да има добар крај. Ако ние сметаме дека врз основа на Светото писмо и веруваме дека сме на пат кој што ќе има добар крај, не треба другите да речеме така име. Туку луѓе, размислете, дојдете на овој пат додека е време. Ова било
Повторно, ова било понуда за милост кон народите. Народите да се покаат, да се вратат кон Бог и да го обнова, да имаат заедништво со Него, за да не доживеат суд. Ама народите во тоа време не го направиле тоа. И си го добиле тоа кое што Бог им го ветил. И последниот стих од оваа книга вели дека победниците ќе се качат на гората Сион, за да исудат на гората Исавова, и тогаш ќе биде царството Господово. Ние од денеска од новозаветна перспектива многу подобро сваќаме од луѓето во тоа време кога било дадено ова пророштво, што значи царство Господово. Бидејќи сеќавате, доаѓа Христос и вика покајте се, зошто? Бидејќи наближи царството Господово. Господ Исус Христос ни покажа што е царство Господово, ни покажа кои се вистините и принципите според кои што се води тоа царство Господово и најважно од се ни даде влез во тоа царство Господово. Бидејќи, знаете, ако Христос само дошол и ќе рече царството Господово прилега на царството Господово прилега на проповета на гората и така натаму, ама ако не ни дал дел во тоа царство, тогаш што ти како знаете, кога мали деца се фали дека има добар хамбургер на другарчето, ама не му дава да проба. Сам си го јаде хамбургерот. Не, Христос сподели со нас. Еве го какво е царството Господово, и јас ќе ви давам влез во тоа царство Господово преку мојата смрт и преку моето воскресение. И во одредена смисла ние може да кажеме дека како да живееме во исполнување на пророштвото на Авдий, бидејќи ние сме дел од царството Господово. Секој кој се надева на Христос е дел од царството Господово. И луѓе, каде ќе бевме ако не бевме дел од царството Господово? Се претпоставам дека некој пат во животот сте се седнале и сте се размислувале. Кај ќе бев денеска? Ако не бев дел од царството Господово. Ако Бог не ме спаси, ако Бог не ме привлече кон себе и ако Бог не ми даде да бидам Негов син и да бидам Негова ќерка. Царството Господово дојде, еден ден ќе дојде во целост, не е дојдено во целост, еден ден ќе дојде во целост, ама сега ние може да имаме предвкус во тоа што значи да се биде дел од од Божјото царство. И ова споминување на Божјото царство како баш на самиот крај на пророштвото, мислам дека не е случајно. Бидејќи во оваа книга се зборува за едомците кои што имале свое царство, се зборува за израелците кои што имале свое царство, се зборува за многу други народи кои што не се именувани, ама сите тие си имале свои царства. И сите тие царства паднале. Кое царство обстоело? Божјото. Сите царства и сите држави и сите владетели кои што денеска ги гледаме ден ќе паднат. Што ќе обстои? Божјото царство и Бог како цар кој што никој не го тргнал од тронот и никој пат нема да го тргне од неговиот трон и од неговиот престол. И Бог преку пророкот Авдий вели сите народи, сите царства ќе паднат, ама има едно царство кое што ќе обстои. И тоа е Божјото царство. И Бог ветил дека едомците, 18 стих вика, никој од нивниот дом, од домот на Исав нема да остане жив. И денес, кога што спомнав, едомците не постојат како народ, како таков народ. И има една единствена причина за тоа. Не се покајале. Ако се покајале, јас верувам дека до ден денешен, 2500 години после ова пророштво ќе зборувавме за едомците како народ. Ако живееле не само тогаш, туку ако постојано живееле покајнички живот. Во 1 глава 3 стих вика гордоста на твоето срце те измами, кој живееш меѓу камења во пештери во својот висок дом и му велиш на своето срце, кој е тој што ќе ме собори на земја? Неколку векови после ова пророштво едомците били истерани од таму кај што живееле. Викале кој ќе ни избрка од овдека? Гледај какви куќи имаме на високо, убаво ни е. После неколку века биле тргнати од таму. Ама интересната работа е што ова ривалство, ова борба, овој конфликт помеѓу Едом, како барем тука за слика на светот, и Израел, како слика на Божиот народ, не било присутно само овој конфликт, не бил присутен само во Стариот Завет, туку и во Новиот Завет. Сега ќе речете кај во Новиот Завет? Во Новиот Завет не читаме за Едом ни ништо. Ама, ќе се сетите дека кога Господ Исус Христос се родил, доаѓаат мудреци и прашуваат каде е тој новороден цар за да му се поклониме.
Вика имаше еден цар во тоа време, Ирод. Така? Пошто кога слушна за тоа, им рече, одете, дознате, јас му се поклонам, кога види дека го испревари, дека го зафркна, нареди сите деца во таа област до 2 години да бидат убиени. Тука е конфликтот помеѓу Едом и помеѓу Израел буквално. Зошто? Затоа што Ирод по потекло бил едомец. Неговиот татко бил од Едом. Значи продолжува оној конфликт помеѓу едомците и израелците. Ке се сетите на Јован Крстител. Како почна Јован Крстител? Царот на таа област нареди неговата глава да биде отсечена. Цар во тоа време е син му на Ирод, Ирод Антипа, кој што повторно е од Едом, едомец. Се обидува и се крева против Божиот народ, против Божиот пророк. Ке се сетите во Дело апостолски, Ирод Агрипа, кој што го прогонувал апостолот Петар и дал наредба да биде фатен и да биде затворен. Вика во Дело апостолски 12 глава, вика, даваше еден говор Ирод Агрипа пред луѓето и луѓето рекоа, леле, ова не е човечки глас, ова е Божи глас. Го возвеличува, он ја прими таа слава, вика, ангел Господов го удри и умре. Значи го имаме дедото, таткото и синот. 3 генерации на цареви ги прогонуваат и Христос и христијаните. И Бог што направи со нив? Ги кутна сите. Секој што станува против Божиот народ. Секој што се подига против Божјата црква ќе биде кутнат. Не може човек да очекува благослов ако се подига против Божиот народ. И ова не станува збор само за луѓето од светот кои што викаат, вие секташи, такви работи. Ова станува збор за луѓе кои што се во црквата и кои што надвор одат и само зборуваат против црквата. Овој вака направи, овој така направи, овој вака рече, овој вака направиле, секој што зборува против Божиот народ. Секој кој се подига против Божиот народ се подига против Бог. И според тоа што го читам во Библијата, нема некој ветување за добро на оние луѓе кои што го прават тоа. Ама тука, дури во Новиот Завет, гледаме дека да, непријателот ќе се подигне против црквата, светот ќе се подигне против црквата, ама секој што се подига против црквата, не само што нема да победи, туку и нема да опстои. И така завршува книгата на пророкот Авдий, дека на крајот Божјото царство ќе настапи и Божјото царство навистина настапи. Не во целост, еден ден ќе дојде во целост, ама навистина настапи. И ова минатата недела и сега направивме на некој начин еден генерален преглед. Сигурно има уште многу работи кои што може да се кажат за оваа книга, ама оваа книга е релевантна и за нас денес. Зошто? Бидејќи зборува за теми со кои што секој еден од нас се бори. Гордост, равнодушност, непомирени браќа, конфликти помеѓу браќата, непокаяние, Царство небесно и така натаму. Сите овие теми се релевантни за нас и се важни за нас денес. И Божите принципи и вистини не се менуваат. Иако ова пророштво било дадено во култура која што е поинаква од нашата, на народ кој што е поинаков од нашиот и така натаму, ама ова важи и за нас денес. Бог ја мрази гордоста. Немаше гордост помеѓу едомците, мислам дека оваа книга можеби немаше да имаме денеска. Ама имало. И фала на Бог што имаме оваа книга помеѓу нас денес, бидејќи самото тоа што имаме оваа книга во Библијата денеска и можеме да ја читаме и да ја разбираме, е знак на Божјата милост, бидејќи Бог ни дава шанса да се покаеме за гордоста во нашите срца. Многу ќе беше потешко ако Бог само не спасеше, не ни даеше ни книга, ни ништо и еден ден ќе видите вие што сте направиле на небото. Не, Бог ни дава упатство и принципи и вистини кои што можеме да ги знаеме и да се приспитаме и да речеме: Боже, тргни го од моето срце. А Бог ќе тргне гордоста од нашето срце. А гордоста, патем кажано, многу лесно се лепи за нашите срца. Уште од Адам и Ева. Многу лесно се лепи за нашите срца, бидејќи уште од Адам и Ева луѓето викаат: јас ќе одлучувам што е најдобро за мене. Јас како сакам да живеам. И тоа е некој како некој наследство кое што го имаме покрај другото од нив. И оваа книга сведочи за грешноста на гордоста, бидејќи гордоста ни смета и во нашето поврзување со Создателот, и во нашето поврзување со созданието, со луѓето.
Ако јас сум горделив, а сум на моменти, верували или не, сигурно верувате, пошто секој од нас е горделив, ако јас сум горделив и кога сум горделив, јас се подигам на Господ. Свикам, јас сум Господар на мојот живот. Јас ќе одлучам што е добро, што е лошо за мене. И кога сум горделив, јас се подигам на другите луѓе. Секој пат кога се подигам на другите луѓе и мислам дека јас сум нешто повеќе над нив и подобар од нив, ќе води кон рамнодушност. И знаете, една работа сигурно сте ја приметиле, а тоа е дека многу е тешко човек да биде да биде близок со некој кој што е горделив. Многу ни е тешко да бидеме околу горделиви луѓе. Се они најмногу знаат, се они се најпаметни, се они најмногу прават, се они се најуспешни и така натаму. И тоа Бог ќе го тргне од нашите срца. Ама треба да бараме да го тргне. Треба да уречем, Господе, не сакам да бидам како Едом. Сакам да се понизам. Знам дека овој свет се гордее, знам дека овој свет се гордее со гордоста, ама црквата е повикана на поинаков стандард. Божето царство, оно царство за кое што зборевме, се води според сосема поинакви принципи од она со кое што се води светот. Едом има едни стандарди, Израел треба да има други стандарди. Односно, светот има едни стандарди, црквата треба да има поинакви стандарди. И добрата работа во сево ова е тоа што Бог не само што ни укажува на гордоста во нашите срца, туку ни дава начини како да се справиме со неа. Знаете, ќе беше многу зезнато и многу тешко ако Бог рече горделиви сте. Крај. Ама во контекст на целото Свето писмо, верувам дека пораката е дури тогаш кога има гордост во твоето срце. И јас ќе ти помогнам да се справи со неа. Јас ќе се справам со неа. Не само што ја ќе се справам со таа гордост во твоето срце. И тој, знаете, многу често имаме гордост во нашите срца затоа што немаме реална слика за тоа кој е Бог. И затоа би рекол дека гордоста и рамнодушноста, бидејќи тоа и рамнодушноста како греф е осудена во оваа книга, се на некој начин резултат на лоша теологија. Лоша теологија не како некој мудрување, туку лоша теологија како лоша слика за Бог. Секој пат кога човек е горделив, он има лоша слика за тоа кој е Бог. Ако јас имам соодветна слика за тоа кој е Бог, никој пат нема се гордеам. И секој пат кога се гордеам, заборавам кој е кој. Кој е тој и кој сум јас. Секој пат кога заборавам кој е Бог, заборавам кој сум јас и заборавам кои се другите околу мене. И токму тоа го гледаме тука во оваа книга. Едомците се дигнале на другите, ги гледале другите од високо, и сето тоа е резултат на тоа што го напуштиле Бог. Бидејќи, ако гледате историски, нивните татковци го обожавале Бог. Едомците и израелците се дел од ист народ, од ист татко. Едните го напуштиле Бог и никој пат не се вратиле, израелците го напуштиле Бог и после се покаяле и Бог ги врати. Бог не ја сака гордоста, Бог ќе се справи со гордоста. Ама добрата работа е во сето тоа што Бог не оставил безпомошни во борбата со гордоста. Не е, ај се ти сам бори се против гордоста, бидејќи не можеме сами. И затоа во сево, кога зборуваме, треба да се бориме против гордоста, треба да се бориме против рамнодушноста. Најважното нешто што треба да го знаеме е дека Бог може да ни даде и ќе ни даде победа ако се надеваме на Него. Сами не можеме. Сами не можеме да се бориме против ниту еден греф и затоа тука е Божјата милост, тука е Божјата благодат која што не обновува. Ама не обновува толку колку што ќе ја дозволиме на таа благодат да не обновува. Бог на сила нема да работи во нас. Бог ќе работи во нас толку многу колку што ќе му дозволиме или пак толку малку колку што ќе му дозволиме. Не е ова христијанство кое што зависи од нас. И јас како ќе кажам така ќе биде. Ама Бог ни дал слободна волја. И таа слободна волја ќе ја користиме или да си тераме по свое, или да тераме по Него. И најдобар пример во сево ова е Јован Крстител, кој што во Јован 3 глава 30 стих вика: тој треба да се зголемува, а јас треба да се намалувам. Ако секој ден го почнуваме со овој копнеш и со оваа молитва: Господе, ти зголемувај се, а јас да се намалувам, верувам дека ќе имаме успешна борба против гордоста.
затоа што Бог ќе ни ја даде таа победа против гордоста, против рамнодушноста и сите други гревови кои што не се спомнати во оваа книга, ама многу лесно се лепат за нашето срце.